по повод празникот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. На денешната свечена седница беа доделени годишните награди за посебни остварувања за оваа 2023 година. Годишна награда доби ФК Тиверија за јубилејот од 100 години од формирањето на клубот. Исто така, крводарителот Ѓорги Хаџи Котаров, исто така награден Благо Ѓузелов, кој беше дел од македонската експедиција за искачување на Ајланд Пик на Хималаите. Годишна награда доби и Зоран Рујак, археолог од областа на културата, Фондацијата Елеоса од областа на социјалната заштита, претседателката на Сдруженијето на пензионери Данче Даскаловска и млекара Јока, која одбелеша 30 години производство. Специјална награда од градоначалникот Костадин Костадинов доби ансамблот Распејани струмичани. Наградата за животно дело ја доби Горан Пандев, поранешниот струмички фудбалски интернационалец и репрезентативец која однесе Македонија на европско, а и низ својата кариера ги има освоено повеќе фудбалски титули, при што ја промовираше Струмица и државата. Навистина не знам што да кажам, кога добиваш награда од градот во кој си растел, градот каде што си живеел, градот каде сме ги направиле првите животни и професионални чекори, град кој секогаш те влече каде да си во странство, градот кој плени по својата убавина, по својата позитивна енергија, гостоприемност, по својот просперитет. Таква е мојата и ваша Струмица и нека ни е за многу години денешниот Свети 15 Тивериополски маченици, празник кој не штити сите нас и ни дава верба, надеж и сила да го продолжиме патот за подобар живот, благосостојба, но и по просперитетија Струмица. Почитувани, од моје име и од името на сите добитници на наградите, би сакал да се заблагодарам што ги препознавте нашите заложби, нашите достигнувања со кои ја афирмираме нашата Струмица, нашето родно место на секаде во светот. Верувајте ми, каде да одев, не криев да кажам, јас сум македонец, роден во Струмица. Најубавото место на Балканот, место каде народот е насмеан, место каде Господ дарувал убавини, град кој станува препознатлив во Европа, не само по спорт, туку и по култура, музика, науката, по прогресот. Сигурно, никој од нас немаше да стаса до тие височини, ако не беа струмичани, кои секогаш не подржуваа, ако не беа нашите учители, кои не учеа и го трасираа патот, не беа нашите тренери, кои не усовршуваа, ако не беа Светите 15 Тивериополски маченици, кои каде да одевме, беа нашиот чадор на верата, љубовта, здравието, успехот. Знам дека Струмица и струмичани секогаш стоја зад мојот успех. Знам дека ја споделува радоста со мене, кога славевме победи, како на клубско, така и на репрезентативно ниво. Дека жалеа кога губевме и не ги исполнив нивните очекувања, но знам дека секогаш беа во моето, а јас во нивните срца. Од овој празник, овој град не научи да се почитуваме, да се сакаме и да си помагаме. Така нека биде и во иднина, оти само со верба, со подадена рака, со почит и љубов, со заедништво се рушат планини и се постигнуваат успеси. Само кога сме сплотени, може да поделиме насмевки, да шириме позитивна енергија, да бидеме тоа за кој своите животи ги дале Светите 15 светители, кои се нашите заштитници, но и нашиот патоказ за подобро утре. Пантев со растреперен глас им заблагодари на сите граѓани за огромната подршка, на сите учители, тренери, на сите им посака благосостојба, посебно на градот Струмица, која што го негува спортот. Со емотивен глас се заблагодари јавно и на Свети 15 Тивериополски свештеномаченици, кои ги спореди како чадор над нас, кои секогаш не чуваат од неволи.